Девојчето е ваша блиска роднина? Ако прашувате дали е мое, не ми е кирка. Ако мајката на бебето дојдеше со вас, зарем немаше да биде подобро, ќе можевме полесно да дојдеме до повеќе информации? Не, ќе ви ги дадам потребните информации. Инаку нејзината мајка не е таа што се јави. Добро тогаш. Јас погрешно видов или пак автомобилот што си замина застана до тебе, затоа што ми го привлече вниманието додека доаѓав, ми се чинеше. Ја прашав за адреса. Да не си ја удри главата некаде, не? Не, синко, не, само коленото малку го удрив. Синко, ти благодарам. Побрзо да остравите, тетке. Таа Хандан е многу лоша жена. Од неа може да се очекува секое зло. Сушност, подразмисли, велам друг пат да одиме. Добро. Како сакаш ти? Да се вратиме ли? Добро, да одиме. Опушти се, берем. Јас знам дека си малку вознемирена, ама... Не е дошо, зашто би била вознемирена? Нема да ме киднапираш, нели? Каде сакаш да одиме? Излегов од фирмата за да земам воздух, да не е на затворено место. Да одиме во едно од оние кафулиња напред. А што ако седнеме на некоја клупа покрај морето? Не знам, мора ли баш во кафуле? Не, може. Емине! Емине! Каде е оваа жена, леле? Глупачка. Да не дошла Ајше. Треба да се ослободам од оваа жена, инаку Селда ќе дознае. Влези, синанче, влези. Се загрешив, тетко. Не се отвораше вратата. Емине не е дома, па... Те видов кога влегуваше, ама кога не можев да ја отворам, се загрешив, се исплашив. Ме видели, јас не те видов. Се брзаше, изгледа одма даде газ и замина. Сум се брзала јас. Жената што зборуваше со тебе мораше да се фрли настрана, за да не ја прегази колата. Главата, носот, скоро цело лице. Целото лице и се разби. Ти ли помогна? Што ти рече жената, дека намерно сум ја удрила? Не, тето каква врска има. Рече само дека те прашала за адреса. Види, само ме зачуди искрено, не отиде да видиш како е. Синанче, ти велам дека не видов дека жената паднала. Да не се налути кога те запре да праша за адреса или таква нешто? Е, како па да не? Жената ме праша за адреса и јас си реков дека не знам и си заминав. Ајде добро тогаш, ете нема ништо, влези седни. Не, тето, јас ќе одам дома и дојдов само затоа што се прашував зошто ни помогна на жената. Ах, Синан. Тргни ги тие мисли од твојата глава. Добро ли, да, можам да сум нетрпелива, ама не сум толку луда да удрам жена и да си избегам со колата. Па, ајде, ќе се видиме подоцна, Добро, тето. ќе ти испратам јас. Ако на ист ден во иста болница е направено породувањето, многу е лесно да се пронајдат двете деца. Се разбира ако доказите не се уништени. Што значи тоа? Зборувате за некоја замена? Да. А може би немало никаква забуна. Може би се било направено намерно. Сега веќе постои таква можност. Се разбира, тогаш може би нема да можеме да дојдеме до доказите. Дали сте сигурни дека имало забуна? Може би мајката што го бара детето всушност го дала намерно. Па подоцна се покајала и решила да го бара. Не мислам така. Тогаш како знаете дека децата се заменети? Таа веднаш е разбрала, ама што било поминало.
Тоа е многу мала веројатност. Замислете, вие велите дека родивте ќерка, така ли? А потоа ви даваат машко бебе во раце, така? Значи тогаш веднаш ќе настанеше хаос. Или да предпоставиме дека докторот и медицинската сестра, што присуствувале на породувањето, лажеле па дури и на жената и рекле дека родила син, а не ќерка. Во таков случај докторот и сестрата би биле виновни. Не знам точно како се случило, ама што било поминало. Без да ги знам точно случувањето од минатото. Не можам да ви помогнам искрено. Од она што се случило е токму она што ви го раскажав. Значи, детето е заменето и сега мајката си го бара. Не кажавте како дознале дека децата се заменети подоцна. Јасно е дека вие немате намера да ми помогнете. Заборавете дека сум била. Се разбира дека сакам да ви помогнам, само Добро, јас нема ја потреба да должите тогаш. Госпожице Селда, немојте да се однесувате како да правам нешто многу лошо. Вие сакате да кажете дека девојчето е мое. Откога дојдов овде, тоа го навестувате. Зар не? Навистина, не знам што да кажам. Мајка ми е многу вознемирена. Не е млада. Цел ден работи и многу се заморува. Искрено, ни јас не сонував да работам како слугинка во нечиј дом. Порано работеше во едно кафуле, нели? Да, ама тоа беше привремена работа. Веќе имав договорено друга работа, ке работев како продавачка во една голема фирма. Предходно имам искуство во трговски центар. Ќе одев и на курс по англиски. Па, ако сакаш повторно да работиш на такво место, зборувај со Чичко Керим, те молам. Всушност, јас се надевав дека ќе има некоја работа во оваа фирма. Откако ми умре таткото, полубрат ми целосно се претвори во звер. Многу ми е страф од него. Мислев дека барем овде ќе бидам на безбедно. Епа, жалам, Несрин. Нема врска. Ако господинот Керим не сака, нема што да се прави. Верувај ми, многу би сакал да ти помогнам, ама... Знам, добро е, нема проблем. Ако се уште важи понудата што ја спомна пред малку, со задоволство ќе ја прифатам. Праша дали сакам да се напиjem нешто. Да. Многу доцнела, бре. Мајка ми е дарежлива. Вистинското богатство е богатството во срцето. Мајка ми има многу чисто срце, никому не прави зло. Парите што ги заработува честејќи ги дели со оние што имаат потреба. За жал, живее живот што не заслужува. Поради очувот ли? Поради притисокот од околината со омажи. Веле, омажи се, ќе ти биде полесно, нема да работиш. Сега се е спротивно. По бракот почна двојно да работи. Тој човек не работи. Пред да се ожени со мајка ми работеше. Сега даде отказ. Парите што мајка ми ги заработува со чистење ги троши на коцкање на конски трки. А тебе те вознемируваше? Не, на тоа не се осмелуваше. Што се случи сега? Керка ти многу добро знае што се случи. Што зборуваш ти, бе, девојче, дома ја немаше? Што ќе измислуваш, па кајде кажи сега? Лаге ли? Тоа не е моја работа, туку твоја на керка ти. Кажала на мајка ми еден куп работи. Што? Жената ми посака добро. Како би ја познавала мојата керка, твојата мајка? Мајка ми беше тука пред малку. Се сретнале со Несрин во дворот. Колку повеќе се трудам да се држам настрана, таа претерува. Почекај малку, Ипек, смири се. Што ја рекла на мајка ти? Рекла дека флертувам со господин Синан. Ама тоа е многу срамно нешто, Фатма. Види, ако слушне фамилијата, тоа е многу срамно нешто, Фатма. Господјо Меријем, Несрин никогаш не би направила такво нешто. Не би направила. Бидејќи Несрин не е тука сега, нема смисла да расправаме. Кога ќе дојде, разговарај со неа, Фатма. Гледај, ова не е ни прв пат, ни втор пат. Луѓето во куќата, па и господинот Керим, може би ќе премолчат еднаш два пати од почит кон низиниот татко, ама третиот пат сигурно ќе превземат нешто.
А ако господинот Синан го слушне ова, нема да биде добро. Можам ли нешто да ве прашам, господјо Мерием? Зошто постојано се споменува името на Несрин тука? Господјо Фатма, никој не ја спомнува вашата керка без причина. Вие не ги гледате незините постапки затоа што сте и мајка. Природно. Ама да се игра со лебот на некој што работи овде не е во ред. Добро. Кога ќе дојде Несрин, ќе разговарам со неа. И онака Несрин нема никому ништо да каже. Тоа го направила за да те изнервира. И онака постојано се карате. Јас ќе зборувам со неа. Ако ова се лаги од бес, не дај Боже на вистина да се налути. Добро, ајде. Ајде да се вратиме на работа, треба вечерата да се подготви. Стави го и ова на трпеза. Господинот Кери многу го сака. Емине! 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 Каде си ти? Бив на пазарање, господица. Дојде ли денеска Аиша овде? Не сум ја видела Аиша денес, не. Емине, немој да ме лажеш. Верувајте ме, не бев ни дома. Си излегла на шопинг откако си отишла Аиша, така ли? Ви реков дека не сум ја видела Аиша. И да дошла, што ќе се случеше? Сирота жена си бара работа само. Не верувам на таа жена. Иако вели дека нема да најде работа, пак се шета околу. Тоа ми го превртува стомакот. Може би дошла кај богатиот. Што има таа жена со богатите овде? Жените што работат како чистачки одат кај господата по богатите населби за да најдат работа. Така се. Аман, нека прави што сака, не ме интересира. Не, Аише, не. Ама види, јас ќе ја разгласам твојата вистина. Знам. Нема никакво логично објаснување за тоа што го направив. Многу ми е жал. 18 години живеам со грижа на совест и копнеш по керка ми, ама не можев да уживам. Веќе не можам. Сакам што побрзо да си ја најдам и да дознам каков живот води каде. Можете да бидете сигурни дека ќе направам се што е во моја моќ. Го имаме името на медицинската сестра. Оттаму ќе тргнеме. Ќе видиме дали ќе ни ги даде информациите што ни се потребни. И би сакал сестра ви да ни помогне колку што те разбрав. Таа е клучната личност во сета ова. Хандан никогаш нема да помогне. Дури ако дознае, може да добие срцев удар. Господјо Селдан, не грижете се. Оваа тајна нема да излезе од канцеларијава. Ти благодарам многу за кафето. Нема проблем, тоа е само едно кафе. Всушност, најмногу сакам да ти се заблагодарам заради тоа што си љубезен и разумен кон мене. Али може да дојдеш? Не знаев дека си зафатен, извини. И онака јас веќе си одев. Несрин дојде за работа, Чичо. Знаеш ти кажував пред некој ден. Се сеќавам. Така беше, да. Али веројатно ти кажал што мислам во врска со работата, нели? Аха, ми кажа, да. Утре имаме состанок со рекламната агенција. Ќе има доста луѓе и затоа мислам дека ќе биде подобро да го направиме тоа во хотел. Што треба јас да направам? Децата имаат потешкоти во изнаоѓањето хотел. Ти имаш контакти, па ќе можеш ли да се погрижиш? Добро, ќе се обидам да средам. Уште еднаш благодарам за кафето. Ајде и ние да зборуваме за таа работа, може? Во ред. Очекувам да ми јавиш, али? Може да биде некој мал хотел? Може. Инаку,
Би било добро и на девојките од одделот за односи со јавност да им одржиш час. И онака скоро ќе земам надоместо тие девојки, Чичко, се ми оставаат мене. Ајде се гледаме. Али, дали кажа нешто за мене? Ми кажа дека пред многу години мајка ти работела во неговата куќа. Знам, Берен, ми го кажуваш ова за да не ме повредиш, ама јас сум навикнат на ваквото однесување на Али. Сигурно ти рекол да не се гледаш со мене, дека јас сум многу опасен човек, така нели? Али е многу заштитнички настроен и нема доверба во никој. Тој и многу ги подценува луѓето. Али е со години со нашето семејство. Детството ни помина заедно, никогаш не сум го видела да подценува некого. Мајка ми беше нивна чистачка. Може би само мене ми го покажал тој негов лик. Може би има некој друг конфликт меѓу вас. Ајде да зборуваме за нешто друго. И онака е доцна. Најдобро е да заминам. Да те однесам, може? Не, ти благодарам, ќе одам со такси. Добро, како сакаш така. Многу убаво си поминав, ти благодарам. Може би некој друг? Добро, ќе видиме. Довидување. Чао. Несрин, како што ти се чувствуваш непријатно да живееш во туѓа куќа со непознати луѓе, така и за Селда и за децата е исто, верувај ми. Пробај ти стави се на нивно место и ќе ме сватиш што ти зборувам. Ти си паметна девојка, го знаеш та. Но господине Керим, вашето семејство е навикнато во куќата да има странци. Мајка ми јас не сме. Никогаш досега не сме живееле со непознати луѓе во иста куќа. Сушност во право си. Ама не се грижи. Верувам дека со текот на времето сите овие тензии што постојат ќе исчезнат. Единствената причина заради која што не се вратив кај мојот полубрат е разбирањето што не го покажавте вие. Го изгорев фустанот на вашата ќерка, но само вие не се налутивте. Само вие покажавте разбирање. Затоа се што ќе кажете вие ми значи мене многу. Ако не сакате да живеам во истата куќа, секако ќе се одселам. Дури ќе ве почитувам уште повеќе за тоа. Затоа што тоа покажува дека не сакате да не тргнете од пред вашите очи. И покажува колку сте благодарни кон мојот татко. За нас се скаравте со целото семејство, господине Керим. Те молам, немој да ме воздигнуваш толку многу, навистина. Се започна со некој недоразбирање и тоа е се, нема лоша мисла, знаеш. Со време ќе видиш дека и Селда и децата не се воопшто лоши луѓе, верувај ми дека не се. Не дај Боже, никогаш и воопшто не сум помислила дека се лоши луѓе. И не е мој да мислам така. А ти ќе одиш дома сега или? Всушност требаше да ги средам осигурувањата на татко ми, ама многу е доцна веќе. Оваа недела не можам веќе да излезам, останува следната. Како тоа не може да излезеш од дома? Овие работи мора да се средат некако, нели е така? Ако некој ти каже нешто, кажи дека јас ти имам дозволено, важи ли? Многу ви благодарам, господине Керим. Многу ми значи што го кажавте тоа. Зашто госпоѓата Мерием не ми дозволува да излезам од дома. Мајка ми денес молеше за дозвола. Како и да е. Сега кога ќе слушне Мерием дека јас ти имам дозволено, нема да се меша сигурно. Ни онака е доцна веќе. Ако сакаш почекајме малку па заедно ќе одиме на кај дома. Многу би ми значело. Многу се плашам да не се појави повторно оној човек што сакаше да се ожени со мене. Види, Несрин, Мехмет ги носи и ги враќа работниците, кога и да посакаат тие. И сигурен сум дека ќе ти помогне и тебе исто така, не се грижи за тоа. Фала ви многу, и утрово тој ме донесе. Добро, сега имам уште некоја работа да ја завршам, ако сакаш симни се до сметководството и прашај нешто за осигурувањето на татко ти, тие ќе ти објаснат таму, сигурно барем да добиеш некоја идеја како да постапиш во секоја ситуација, нели? Во право сте. Не помислив јас на тоа. Господине Керим, јас кога ќе завршам тука да ве чекам или да ве чекам на рецепција? Почекај на рецепцијата, молам. Ало. Била со Назим.
Сигурна ли си? Сега ли ми кажуваш ти? Зошто не ми кажа порано? Ви реков на сите каков гат е тој човек, нели ви кажав? Господјо Хандан, господја Селда дојде. Селда, Здраво, Хандан. не знаев дека ќе дојдеш, се случи нешто. Ама ни јас не знаев дека ќе дојдам и неко ќе ти јавев. Ај, не зборувај така. Ти не доаѓаш толку често затоа, седни. И онака јас постојано сум кај тебе што ти немаш време да дојдеш кај мене. Не зборувај така, Хандан, сестри сме ние, се разбира ќе си се гледаме, не зборувај така. Еми, не свари ни по едно кафе. Во ред, господјо Хандан. А не, Емине, јас ќе одам набргу, ти благодарам. Благодарам. Не успев да те прашам што се случи со Берен. Работата била поинаква. Берен не ми објаснила мене, туку на таткој и многу ми дојде тешко. Керим всушност е авторитетен човек. Ама сега изгледа како опуштен татко, а јас испаднав строга жена. Како тоа? Тој го прифати нормално тоа што Берен била во куќата, нали, сред ноќ? Да, изгледа имале оправдани причини. Ајде да не зборуваме на оваа тема, се нервирам, многу се чувствувам како будала некоја. Всушност дојдов тука за нешто друго да разговараме. Сакам да разговарам за Ипек. Аман, Селда, пак истото. Хандан, дали сваќаш колку ми е тешко кога го кажуваш повторно истото? Селда, душо, ние нели донесовме одлука дека до смрт нема да зборуваме за тоа. Сега Не можам да се контролирам, Хандан. И зошто веднаш реагираш без да ме изслушаш? Секогаш истото. Затоа што во последно време премногу често зборуваш за тоа. Видите, мислам, ако некој дознае, животот ќе ти се уништи. Знам, Хандан, знам. Ама што да правам, за да си ја смирам совеста, сакам да дознам дали ми е керката добро. И знаеш дека во нашата куќа сега работи девојка на нејзини години како чистачка. И кога ќе ја видам, се прашувам што ли прави мојата керка, не можам да спијам навечер. Семејството беше добро, но за да не прават проблеми, требаше да заменат во странство. Дали си сигурна? Сигурна. Ај, дај Боже, Хандан, дај Боже. Ама гледај, ако се докаже дека си ме лажела, никогаш нема да ти простам за ова. Добре дојдовте, господине. Добро те најдов, Мехмет. Господине Керим, многу сум ви благодарна што ме донесовте до тука. И што значи ова, нели доаѓаме на истото место, се разбира? Ама вие сте ми шеф мене. Не моравте да ме донесете до тука. Ајде, како и да е, треба да одам во кујната. Добра ноќ. Добро ти ноќ. Добре дојде, тато. Добро ве најдов, ќерка. Сите се дома, кажи ми? Да, сите се дома. Тебе како ти помина денот? Кај мене како и секогаш дома. А кај тебе? И кај мене исто како секогаш, стресно, напорно, знаеш како е. Ах, тие проклети пари, ни грижа, ни мака не завршува. Да му се сневиди капитализмот. Ајде, дојди овде, дојди. Дојди, јас кога бев млад размислував како тебе, ама после привлечноста на парите надвладеа кон мене. Тато, немој во на друго место да го кажуваш, особено сега во ова време на револуционери. Друштвото ќе ме замрази. Добро, душо, се разбира. Ајде да влеземе. Добре дојде, Керко. Добро најдов, мајко. Успеа ли да ги завршиш работите? Не успев. Ќе ги средам во текот на неделата. Ама не можеш секој ден да излегуваш. Господинот Керим ми рече ако праша некој да кажам дека тој ми дозволил. Ај, Господ да го благослови господинот Керим. И да, точно.
Такви документи не се средуваат за еден ден, госпоѓо Меријам. Ај, мамо, денес разговарав со сметкодителот на фирмата. Ми кажа што треба да направам. Ти отиде во фирмата? Аха. И господинот Керим потоа ме донесе дома. Благословен нека е. Ајде, многу сум уморна. Ќе одам да се измијам сега. Ајде, оди. Јас ќе помогнам на господјата Меријам. Ај, ако го средиме ова со платата сега, парите што ќе ги добиеме од тука ќе ги заштедиме. Ако го продадеме станот и од Хикмет ќе биде супер. Не можете да ги земете сите пари од станот. Зошто? Во тој стан има право и полубратот. Джем нема никакво право на тој стан, госпоѓо Меријам. Всушност нема право на ништо што станало од татко му. Нека се моли што живее таму. Тоа дете е дете на твојот маж, Фатма. Тогаш, кога ќе се продаде станот, ќе го добие делот што му следува. Овие работи не одат по твоите зборови. Како што вели законот, така е. Правно му следува. Дојде господинот Керим. Господја Селда рече да се послужи вечерата. Добра. Ти однеси го овај пак. Джем не треба да земе ни денар од продажбата на тој стан. Зейнеп. Не се плаши, јас сум. Навистина сум изморена. Зошто Тивко се криеш таму, кажи? Јас те чекав. Треба да разговараме. Джим, ќе задоцнам дома. Добро, ајде, ќе одиме заедно и ќе зборуваме. Ајде. Денес зборував со Хандан. Ми рече ќе ми најде работа. Ако не најдам јас работа, таа ми рече ќе ме вработи. Многу ми е мило, Джим. Еве, од никаде ти тргна среќата. Да, а сега се прашувам дали може да кренеш кредит за мене, Зейнеп. Ти ветувам дека нема да те ставам во лоша ситуација. Добро, ќе го средиме утре. Благодарам, Зейнеп. Благодарам. Добрините што ги правиш за мене нема да ги заборавам. Навистина посакував ти да ми бидеш полусестра. И онека сите мажи околу мене ме гледаат или како сестра, или како најдобра другарка. Абе, ајде, Зейнеп, жити мене. Вистина е. Едно време имав интерес кон тебе, ама видов дека се однесуваш со мене како со другар од војска, па се откажав од тоа. Гледе вамо, овој Акиф на крај ќе ми стане проблем и мене. Глупости зборува. Ми се прави тука некој голем шеф, а не може својата кола да си ја зачува. Тој е шеф само со сиромашните луѓе. Не ја нашол се уште колата? Не. Иако ги познава сите гадови низ Истанбул, никој не му помогнал. Срцето ми се стопли. А како и да е, Джим, остатокот од патот ќе одам сама. Ако никој не види сега, знаеш. Добро, како сакаш. Во ред. Добро. Ајде. Се гледаме. Мајстор, јас завршив, може ли да си одам? Браво, момче, можеш да си одиш. Еве, земи. Благодарам. Еве и бакшиш. Ајде, чувај се, добро? Полека, бе, лавче, полека. Те молам, бато, извини, те молам. О, Акиф, добре дојде. Добро те најдов. Повеле. Од оној Хазим ни трага ни глас, бато. А бре, тој веќе требаше одамна да се врати. Само да не направи некоја глупост, значи. Се ми е веќе прекуглава, да ти кажам. Ако и ова не успее, готови сме ние. Не си го ставај толку во глава автомобилот. Ке најдеш некоја друга работа, ке ги извадиш парите. Само да си жив и здрав. Воопшто не ми е важен мене автомобилот. Проблемот ми е што некој ме прави будала. Разбираш ли? Ај сега, свари ми ти едно кафе. Додека не слушнеме нешто од тие луѓе, нема спиење на вечер. Последни веденови како да ми се руши целиот свет, да ти кажам. Има нешто што не ми го кажуваш.
Автомобилот го седа Несрин. Што? Конечно. Додека не завршат документите, ќе си влегувам и излегувам кога сакам. Си знамачив со Мерием и авторитетот нејзин. Абе, каква вина има Мерием? Сето тоа доаѓа од Селда. Таа е наредува, таа само извршува. Несрин, ти си само работничка во оваа куќа. Зошто се занимаваат со тебе? Ах, мамо, многу се јасни работите. Селда, иако се обидува да не го покаже тоа, многу е љубоморна на мене. Па нормално. Да, ти си млада и убава. Нели, Керко моја, слушај, ова сакав да ти кажам. Дали си се видела каква си? Ти си најубава во оваа куќа. Навистина најубава си од сите. Убаво дете мое. Синан, ти добро ли си, сине? Од вечерата ништо немаш прозборувано, како умот да ти е на некое сосема друго место. Не, добро сум, тато. А и вечерва некако сите сте тивки, молчеливи, ништо не зборувате. Се случува ли нешто? Мислам дека ни треба нова енергија. Штета што баба не дојде. Па и требаше деновиве да дојде, ама. Мерием, ти се јави ли мајка ми деновиве? Не, господине Керим. Јас денес ја барав, ама не ми одговори на повикот. И потоа побарав дома, ми рекоа во чаршија има отидено. Знаеш дека често ме бараш, ама последниве денови никако не можам да ја добијам. Сакаш нешто да кажеш, Мерием? Сакав да ги кажам работите со осигурувањето на вработените, господја Селда. Знаете, ако сме задоволни на почетокот на месецот, мораме да ги пријавиме. Во право си. Фатма ќе земе пензија од покојниот Хикмет, а Ипек и Несрин ќе мораме да ги осигураме преку фирмата, така ќе оди тоа. Малку ќе одам во работната соба сега, сакам да прочитам нешто. Мерием, кажи им ти на девојките нека ги подготват документите. Во ред, господине Керим. Јас одам горе во собата. Мама, тато денес со Несрин дојде дома. Но што прави таа со него? И што има во тоа? Што значи што има во тоа? Таа девојка е вработена во куќата, зошто се дружи толку со тато? Погледни ја Ипек. Личи на сестра му како близначка, ама не се лепи за него толку. Зошто? Зошто не е злобна? Ке замолчиш ли, Туба? Зошто не ме слушаш, мамо? Треба да ја тргнеме таа девојка подалеку од тато. Ти реков да молчиш. Како можеш така да зборуваш за татко ти? Немој да се грижиш. И тетка Мирием го знае тоа. Затоа зборувам пред неа. Господја Селда, и јас веќе мислам како Туба, дека таа девојка е злобна и со лоши намери. Без причина сака да им наштети на луѓето. Тоа веќе убаво се гледа и многу високо цели. Алчна е. Ама мислам дека Туба џабе се грижи. Господин Керим никогаш нема да погледне со око на девојка на возраст како ќерка му. Се надевам дека јас грешам. Абе, чукај на врата. Болна си ти. Освен озборување и клевети, ништо друго не правиш. Какво озборување? Многу добро знаеш какво. Што ми ја вида мајка ми, одма почна да збориш глупости. Душичко, јас само се ги кажав мислењата мои. И тоа за твое добро беше. Ако се дознае дека се обидуваш да го заведеш најмладиот син, ќе останеш без работа тука. Не, со тебе човек не може да излезе на крај. Ти си измислуваш работи, потоа ги зборуваш како да се вистина. Затвори ја вратата, бре. Затвори ја сама. Оваа будалата мисли дека може да се занимава со мене. Што е, глупава ли е? Треба да разговараме. Утре наутро во чеџилницата каде што бевме минатиот пат. Што ли сака утре да ми каже? Па како ми напишал како да ми наредува? Влези. Дојди, душа, влези. Извини, не знав дека работиш. Седни.
Сакам нешто да ти кажам, може? За тетка ми. Денеска видов нешто што воопшто не ми се допадна. Добро, сите знаеме дека тетка ми е рамнодушна, ама не очекував дека може да биде толку безчувствителна. Изгледа дека се работи за нешто сериозно. Па денеска, додека се враќав дома, видов една жена како зборува со тета. Тетка ми беше во колата. Жената нешто и бараше адреса или така. А тетка ми толку нагло стисна газ, што жената од страв ја изгуби рамнотежата и падна на земја. А најстрашното, знаеш што е? Не се ни сврте да види. Може би не ја видела? Како не ја видела, бе? Немој така, се гледа јасно во телевизорот. Може би не обрнала внимание? Ајде, сестро, те молам, ајде да речеме не ја видела, тогаш зошто толку стисна газ и да замине? Ке ја прегазеше ногата на жената. Јас мислам дека се налути што ја праша за адресата, па затоа. Не верувам, тетка ми не е толку себична. Само ти велам тоа што го видов. Денеска воопшто не ми се допадна. Жената падна и што ако ја удреше? Што ако удреше со главата? Ќе останеше таму сама за гревата. Добро, ќе дојдам са бајля, мамо. Ти подготви ги документите и чекај ме. Добра ноќ, мамо, се гледаме утре. Ќе одиш по документите? Ајде, подготви ги, осигурувањето е многу важно. Колку порано почнам, толку подобро за мене. Ќе биде ли дома очувти? И дај не ми е гајла. Па очигледно дека не го сакаш. Затоа мислев дека е подобро да одиш додека го нема дома. Ти реков, и да е таму не ми е гајла. Јас ќе одам во собата да учам. Колко е убаво времето, нели, господја Меријам? Да. Ајде утрово да поедуваме во градината, а? Може, ќе поедуваме во градината. Тетка Меријам, јас излегувам. Добро, Ипек, ајде излези. Во оваа куќа само на Несрини треба дозвола да излезе, нели, господја Меријам? Фатма, не зборувај така, за Бога. И сега оди за осигурување. Ипек излегува ли колку Несрин? Господинот Керим ќе ги осигура и неа и Несрин преку фирмата. Добро утро. Добро утро, господјо Сел. Добро утро. Меријам, да ја поедуваме во градината, што велиш? Веќе го подготвуваме во градината, господјо Селда. А колку беа вкусни мантиите што ги јадевме вчера. Навечер обично не јадам тесто, ама признавам изедов половина чинија. Нека ти е на здравје, ама не ги направив јас. Тоа значи дека моите мантии не ти се толку вкусни. Ама што е таа скромност, никогаш не би кажала нешто лошо за твојата храна. Може би ти ги направи, Фатма. Ги направила мајката на Ипек, господјо Силда. Донела многу, па си реков да ги ставам на маса. Знаете дека и господинот Керим ги сака. И тој многу ги пофали. Епа те молам, заблагодари се во моје име. Мамо, јас ќе излезам наскоро. Ама немаме лични карти, ќе треба некој ден заедно да извадиме. Нема потреба од дозвола од господјата Меријам. На крај крајева мораме да ги средиме ти работи, нели? Аман, само не ме прашувајте ништо. Завршете се работа, се што треба, е да излезете.
Добро утро, сине. Добро утро, тато. Денес имаме состанок со две многу важни маркетинг агенции. Сакаш да ни се придружиш? Секако може, тато. И онака тоа е искуство за мене. Ама имам итна работа. Може ли да... Во ред? Ама состаноците нема да се одржат во фирмата. Контактирај го мојот помошник и дознај каде ќе бидат. Добро, тато, се гледаме подоцна. Ајде, се гледаме, сине. Емине, јас излегувам. Да, одам јас ке господја Силда. Ми рековте да разговарам со Фатме и со Кирка. Не, душо, не успеа баш ти со тоа. Од тие жени не извлече ни еден збор. Од кога Миријам беше отсутна, јас се грижав за се, а со Кирка и не може човек да разговара, со Фатма ќе поразговара. Зошто тоа? Многу арогантна и непријатна. Ајде, Господе Боже, кој знае зошто е арогантна. Ајде, јас излегувам. Здраво. Здраво. Каде одиш? Дома. Значи во мојата куќа. Сакаш да те однесам да те префрлам? Нема потреба. Ајде, не се и наети. Ајде баре мене каде е автобуската. Не сакам никаде да одам со вас. Ве молам, држате се подалеку. Смири се. Сакав само да помогнам, што е? Не ја сакам вашата помош. Ве молам, оставете ме сама. Здраво. Барам една личност. Би можеле ли да ми помогнете? Јас не ги познавам луѓето од тука. Работи во едно од овие куќи во околината. Се вика Несрин. Несрин ли? Јас познавам една Несрин што работи тука. Ама дали е истата Несрин што ја барата, не знам. Таа работи овде заедно со мајка ѝ. Да? А ќе сакате ли да ми кажете каде работи таа? Не изгледа како некој што ја бара Несрин за добро, ама таа го заслужи. Зеки, ке може ли да ми ја дадеш адресата на таа жена Аише? Добро, прати ми порака. Се гледаме. Поради тебе излегов од дома без да појадувам. Не грижи се, тука има прекрасен тост, знаеш, ке те најаде. Не сум јас некоја што бара луксуз, али. Кажи ми, ајде, зашто ме повика толку рано на сабајле? Ни јас не појадував. Ке си нарачам еден тост. Само нема многу време, знаеш дека имам состанок со рекламните агенции во фирмата. Знам, и нема да ти одзема многу време. Тува ти што ќе правиш денес, ќерко? Не знам, најверојатно дома ке сум. Дојди и до фирмата понекогаш. Ке видиме. Секогаш си дома, Кирко, малку излези, оди до фирмата, прошетај. Не сум секогаш дома, мама, понекогаш се гледам и со другарките. Јас само за твое добро души. Не се грижи, мамо, јас мислам за своето добро. Секако јас имам своји одлуки во животот. Не ми е целта да седам безцелно. Тува, смири се малку, ќерко. Мајка ти зборува за твое добро, нели? Меријам, Берен денес рано ли излезе? Да, господине Керим. И јас ќе морам веднаш да излезам. Денес имам многу важни обврски. Ќе биде многу напорен ден. Се гледаме. Се гледаме. Ама Туба, не појадуваше ти? Доволно јадев. Што ќе правиме со ова девојче? Да излезеше малку, да земе воздух, почнува да си замислува и глупости. Замисли. Вчера и ти слушна? Имаше некои илузии дека Несрин се обидува да го заведе Керим. Керко, излегуваш? Да. А ти што правиш? Подготвувам појадок. Со господјата Меријан ќе поедуваме во градината. И ти јади нешто па излези? Не.
Ќе изгледам со господинот Керим, ќе одам со неговиот автомобил. Кој си замина? Господинот Керим замина. Фатма, и имене ќе појадува со нас. Во ред. Па како што гледаш, работата е многу чиста и лесна. И да, тешка е. Додека има пари, за мене нема разлика тоа. Денес сакам да уживаш ти во овие пари. Прво ќе си преспијам убаво. Трошењето пари е следна работа. Али, изгледа дека никогаш нема да се заситиш. Остави го тоа во рака, па кажи ми што имаш да кажеш, ајде. Вчера не вечеров и добро ми дојде. Знам дека вчера беше на пикник со Назим Берен. Од каде знаеш ти? Секако да. Некој не следи, нели? Ти кажав да се држиш подалеку од него. Немаш право да ми се мешаш, Али. Назим е опасен човек, Берен. Според мене е многу културен. Хајде, Берен, сега. Само инаед ми тераш, ова не е шега. Види, тој човек, навистина, е многу опасен, Берен, разбери. Ти само се обидуваш да фрлаш кал по сиротиот Назим. Добро, тогаш, ќе одам да зборувам со татко ти. Или ти ќе се држиш подалеку од него, или... Кој си ти бе мене да ме оценуваш? Ке се гледам јас со кого сакам. Само затоа што Назим е син на чистачката не значи дека ќе го одбегнувам. Ако е така и ти си во нашата куќа на татко ми... Немој, Берен. Не го кажувај тој збор. Проклетиот Хазим барем да не дојде веднаш. Да можам со Ипек да си седам на раат. Значи керката на Селда пораснала овде. Што барате вие тука? Само ти ли ќе доаѓаш? Маж ми ќе дојде наскоро. Ве молам, одете. Тој е многу опасен човек. Ајше, не можеш да ме заплашиш со машти. Се знамачи во тоа што ми се вртиш околу куќата. Денес ќе го решиме ова. Ве молам, не кажувајте ништо. Зар не знае машти? Мехмет! Мехмет! Боже, каде е овој човек? Мехмет! Мислеше дека нема да те најдам.